пазариме. Слушнавме дека никаде по маркетиве нема леп. Дали е точно? Па бога ми сега бевме у Кам немаше леп. Немаше доволно. Сега на пазар ќе малце. Во Кам маркет, во Жито, во Стокомак и во ова Жито Лукс, како го викаме, Жито Леп. Е толку. И нема. Што е проблемот? Па касно го пријавиле ова. Мислам карантина, да. Касно го пријавиле и сега цел народ купува леп. Веќе старите домаќинки не знаат да месат, да ти кажам. Е тоа. А брашно има колку сакаш. Нема леп, ама јас се снабдив со леп. А ако немаше да си најдам, ќе си месев. Немаше. Имам брашно. Брашно јас имам, па се не знам, не видов по продавниците. Инаку се снабдив со тоа све што ми требаше. Дури и со крстозбор се снабдив. Да, ми се јавија од аеродром, колешка една не можела да најде. Јас си месам, не купувам и чекам за нези. Не можела да најде никаде во аеродром. Па да ја услужам да видам дали ќе најдам. Зошто Скопје остана без леп? Што мислите? Зашо не јавија на време. Требаше за мерките да јават 2 дена порано. Сите ќе се снабдеа. А вака? Неспремни. Еве, на брзина нешто по нешто ќе земеме и ќе бегаме дома. И треба да има карантин. Да не се шири. Затоа што овие денови е катастрофа со бројките. Дали слушнавте дека во продавниците немало леп? Тоа не знам да ви кажам, од Сабајле сопругот беше, пазарал. Тоа е тоа. Ние фативме крајот, го фативме, не можевме денеска да дојдеме и на прикрај. Ама се продаде, се отиде. И еве сега нешто земавме за дома и тоа е. Не знам, јас се идам да земам нешто што ќе ми треба за овие 3 дена. Да. Најдов. Во маркетиве имаше? Па, не знам. Сега. Не јадам толку многу леп, така да немам ни потреба толку многу.